По неодамнешниот извештај од Народна банка дека Македонија бележи највисок економски раст во регионот и Европа. Драстично се зголеми грижата на граѓаните од можното намалување на сиромаштијата. За тоа дали треба да се грижиме, разговараме со Јавор Миркуловски, експерт од областа. Господине Јавор, има ли место за паника? Да, токму така е. Ова на овој период се очекуваат повремени осцилации, како и мал пат на индексот на индексот на сиромаштијата поради ниските поради ниските цени на земјоделските производи, но и поради фактот дека се очекува бран на печалбари, фала момче, од странство кој се очекува да внесат странски девизи во земја. Како што реков, мал пат на сиромаштијата, но од владата велат ѓубре едно. Дека нема простор за паника, бидејќи тие работат на нови пакети и мерки, како што се... И ти фати се за работа. Се фатиш. Како што реков, значи зголемување на регулираните цени на производите, како и зголемување на глобата за сообраќајни прекршоци, намалување на платите на административните работници, како и блокирање на некои сметки во приватниот сектор. А како ова мало намалување на сиромаштијата се одрази врз богатите? Да, овој пат на сиромаштијата највеќе ги погоди богатите, кои слободно можам да кажам дека нивниот приход е намален за цели 0,0002%. Но како што знаеме, владата и државата секогаш се грижи за оваа најранлива категорија на граѓани и затоа издвои нови пакет мерки како што се покачување на директорските плати, даночни олеснувања, тендери, инфраструктурни подобности, како и добивање на маркички за атрактивни локации. Еве, како што може да видите, сиромаштијата доаѓа во својата нормала и како што може да забележиме, новиот пакет мерки на владата почна да функционира. Студио? Ви благодарам, Јавор. А ние продолжуваме со вчерашни.